Државата треба повеќе да соработува со приватното здравство во интерес на пациентите. Но ова повикуваат врвни лекари кои се бават со научно-истражувачка работа. Тие сметаат дека бенефитите од развиеното приватно здравство треба да ги добиваат сите граѓани подеднакво. Во тој правец треба да се размислува како би можеле да дојдеме до некој компромис и до некое решение приватните апарати да ги ставиме во служба и на пациентите кои се здравствено осигурени и кои ги користат бенефитите на државниот сектор. Ова е еден од заклучоците на денешниот симпозиум во организација на Neuромedica, на кој лекари и професори одржаа предавања за своите врвни научни достигнувања. Се работи за хернирање на мозокот во венски синус, исто како што, например, абдоминалните органи хернираат во ингвиналната регија. Нешто слично, извонредно ретка состојба, благодарејќи на моето искуство, успеав да дојдам до таа диагноза. 10 на 20 случаи има во светот. Покрај доктор Врчаковски предавање одржа и универзитетските професори Ѓорги Зафировски и Методи Чепреганов. Јас имам многу необична тема, тоа се кортикални малформации. Тоа е една промена во мозокот која почна да ја гледаме, почнавме да ја гледаме и да ја на некој начин дефинираме од како излегува неуромеџинг диагностични методи. Мислам на магнетна резонанца и на комбинирана томографија. Според доктор Чепреганов, македонската медицина се уште во многу гранки заостанува зад светската. Сметам дека има многу работи во кои сме се уште назад. Се прават напори да одиме напред, меѓутоа науката е многу отидена напред, бара многу средства, бара многу кадар, бара многу институции и така натаму. Денешниот симпозиум во Штип беше во рамките на серијата симпозиуми ширум Македонија во организација на Neuромedica, кои имаат за цел споделување на научните и здравствени достигнувања на врвните македонски медицински центри.